Здраво, драги гледачи, ова е новата емисија на Супер Звезда и денеска многу дува ветер, така ли е? Да! Дува ветер овде во населбата Кисела вода, кај што дововме да бидеме специјални гости, затоа нашата најава ќе биде многу кратка и јасна. Одиме каде да се шуркаме во? Игротека! Игротека! Драги гледачи, се наоѓаме на улица Михаил Чаков, број 7А. Одиме да бидеме специјални ексклузивни гости во игротеката, која што се вика како? Мики Маус. И денеска се надеваме со тоа што Супер Звезда дојде овде, дека и сонцето ќе не огрее. Да видиме дали тоа ќе се случи. 3-4 влегуваме во игротеката Мики Маус. Је! Трчаме, ајде по мене, брзо. Здраво, драги гледачи. Кажете им здраво нашите драги гледачи. Здраво, драги гледачи. Јас и Супер Звезда денеска дојдовме да бидеме специјални гости на едно прекрасно и едно многу убаво место, кое што се наоѓа во населба Кисела вода, на улицата Михаил Чаков, број 7А. Како што претходно најавивме, денеска ќе бидеме гости на кое место? Како се вика ова игротека? Мики Маус! Не слушнав ништо, уште еднаш? Сега, добро, слушнав, денеска сме гости во игротеката Мики Маус. Ова е едно место кое што дечињата од сестрце го сакаат и многу се радуваат кога доаѓаат токму овде. Кажете ми, дечки, одите ли вие во игротеки, а? Да! Ајде да видам сега кренете рака, секој оној кој што бил во игротека да крене рака и да видиме, Мила, колку пати си била ти до сега во игротека? 100 пати. 100 пати. Кристијан, одиш ли ти во игротека? Да. Сакаш ли да играш таа? Да. Браво. Еве сега, кога најчесто сакам да ми кажете вие, децата треба да одат во игротека? Кога им е досадно дома? Да, кога слави некој роден или кога некој му е роден. Така, и кога сакаат да се забавуваат. Марта, значи кажи ми ти колку пати неделно сакаш да одиш во игротека? 100 пати. Значи ти сакаш секој ден да одиш во игротека? Да. Дали би можела да одиш секој ден, например, по 2 пати, еднаш за ручек, еднаш за вечер? Колку пати? Еднашка, например, на ден? Значи, еднашка на ден да одиме во игротека е доволно. А колку часа децата сакаат да поминат во игротека? Емила, 1 саат доволно или малку е и тоа? Малку е, Кристијан. Саат и пол доста е или малку е и тоа? Малку е. Малку е. Колку е доволно, Викторија, кажи ми ти, децата да одат во игротека? Доволно е да не се оди многу, малку. Малку да се оди, ама тоа да трае едно 5 сати, може? Да. 5 сати да биде, значи, еве, се согласивме сите и донесовме овдека специјална одлука децата кога одат во игротека да не седат помалку од 5 часа. Зошто децата одат во игротека? Што правите вие кога одите таму, кажете ми например? Да, си играте, имате ли вие? Забавувате, уживате ли во играчките кои што ги наоѓате во игротеките? Да. Например, овде на ова место кај што сме дојдени има многу интересни играчки и најдовте ли вака некои ваши фаворити, нешто што ви се допаѓа, до толку многу што би сакале да си го земете и да си го однесете дома, а? Има нешто такво? Не? Например, Марта, што тебе најмногу ти се допадна тука? Не се. И тебе се, значи не може ништо вака да одели? Фудбал. Фудбал, оваа женска луна што се вика ти? Све злато? А ти кажи ми, Никите? Потопаните. Тапанице ти се допадна, браво. А Мила, кажи ми, тебе што ти се допадна? Све. Све ти се допадна, браво. Знае ли некој овде сега од вас да прашам да реди коцки? Јас. Редите коцки? Да, браво. И што најчесто правите од коцките? Ја фигури. Фигури, Викторија? Ја све. А ти, Марта? Све. Значи, куќа знаете да направите? Јас. Јас ке може да ви дојдам на гости во вашата куќа кој ќе ја направите? Да. А колата кај ќе ја паркира? Ја паркираш во гаража. Значи, ќе правиме куќа со гаража? Да. Браво, супер. Денеска дојдовме овде кога се забавуваме лудо и незаборавно, значи дојдовме во местото кое што ни нуди безброј опции, но не само што ќе играме и не само што ќе се забавуваме, значи денеска овде во игротеката Мики Маус, значи ќе запознаеме и една специјална личност која дечињата многу ја сакаат и ја обожаваат. Ќе направиме кратка пауза, драги гледачи, а веднаш по паузата ќе се вратиме овдека во еден пријатен и многу интересен разговор со нашиот гостин во оваа емисија, во кој што се надевам дека сите вие многу ќе уживате. Ајде сега пак да пратиме нашите гледачи. 3-4 Пауза. Готово.
Во царството на игрите и забавата, овдека во игротеката Мики Маус, дојде моментот да ви го представиме нашиот денешен гостин, дами и господа, верувале или не, Кристина Арнолдова. Здраво, живо и добре ни дојде во Супер Звезда. Како си? Добре ве најдов, одлично, добре дојдовте ви овде. Морам да признам дека денес е особено весело со волку многу деца и волку многу прекрасни деца. Се забавуваш ли исто и ти онака како што и ние се забавуваме овде? Па не можам ја толку многу како нив да се забавувам, а ете се трудам. Кажи ми, Кристина, каде ти е тебе поинтересно, дома или овде во игротека Мики Маус? Различно е. Различно е, дома нема волку многу деца, дома воопшто нема деца. И не е волку шарено. Дома ми е одмор, тука ми е забава. Браво, дечки, а вие каде ви е поубаво, дома или овде во игротеката Мики Маус? Во игротеката. Значи, остануваме тука? Да. Остануваме овде, а Кристинче останува заедно со нас. Од каде ја знаеме ние Кристина? Еве, да им кажеме на овие гледачи кои што можеби не знаат. Каде сме ја гледале ние Кристина до сега? На телевизија, драги гледачи. А што прави Кристина на телевизија? Да не игра балет? Пее песни, браво, Кристина е една од нашите најголеми македонски естрадни звезди и затоа заслужува веднаш да станеме и да ја гушнеме. Ајде да видам кој ќе ја гушне најсилно. Леле, колку љубов од Сабајле. Многу љубов. Ова беше едно од најубавите гушки у свет. Многу деца да ме гушкаат. Навикната ли си ти на многу гушкање? На деца, да. На деца, да. Гушкање, беше супер. Браво. На деца најмногу ме гушкаат. Браво. Ние снимавме една емисија во Супер Звезда, ти ни беше гостинка пред некои 7-8 години и тоа беше вистински една од најубавите емисии кои што сме ги направиле. Се сеќаваш ли на таа емисија? Кам како не баш ми беше убава емисијата, беше супер, знам дека на крај ми ја правевте косата, сите ми ја фарба у разни бои. Сите ми правеа што сакаат ствари. Така, знам дека беше и тогаш интересно. Се надам дека и оваа емисија ќе биде толку многу интересна, затоа што имаме сега серија на нови прашања, кои што тогаш не ја прашавме Кристина, ама сега ќе ја прашаме едно по едно. Има и нови дечиња. Има и нови дечиња, да. Нови талентирани дечиња во Супер Звезда. Па тие тогаш кои што беа пораснаа, веќе се големи и скачаат во град. Сега, Да. Сега дојдаа нови млади генерации спремни со прашања. Да ја прашаме Кристина, значи еве првото прашање што сакам јас да го поставам е какво дете беше Кристина кога беше мала? Па, бесно. Бесно дете? Бесно дете, бесно и своеглаво, тврдоглаво, така, како сите нормални деца. Што правеше по дома најчесто? Сакаше да играш, сакаше да читаш, сакаше да скокаш? Сакав да пеам и сакав да читам. Многу сакав да читам книги, многу сакав да пеам. Кој од вас многу сака да чита книги? Еве, имаме, значи, имаме еве све научници овде кога читаме книги, браво. Кажи ми, Кристина, дали има вака некоја игра или некоја играчка или нешто вака што ти останало во сеќавање до ден денес? Памтам дека имав едно шпорете, тој многу го сакав да готвам на него све тоа. Исто како сега децата што го сакаат шпоретот. Сакате нели да готвите тука многу кафиња, манџи, све тоа да правите тука за ма. Да, нели? Исто ја така. Сакаме, а готвиш ли денеска така добро како што готвеше како мала? Па подобро готвам, малку подобро сега. Денеска, значи, имаш поголем шпорот од тој? Малку поголем шпорет и малку подобро готвам. Супер. Има ли некој нешто што сака да ја праша Кристина? Еве Матеј, Злато, кој е твоето прашање? Јас сум Матеј Јордановски, моето прашање е која ти е најомилена песна? Видиш какво убаво прашање. Значи, има ли Кристина некоја омилена песна? А моја? Или туѓа? Дали незина или туѓа, Матеј? Незин. Твоја. Милена. Па мене, јас си ги сакам моите песни сите и немам некоја посебно омилена, ама ете би можела да извојам Прашина. Прашина. А кажи ми, која беше твојата прва песна? Мојата прва песна се викаше Јас немам време. Каде ја испеа твојата прва песна? Кога тоа се случи? Тинс фестивалот во Прилеп имаше еден фестивал за тинејџери 96-та година. Баш бев мала. И реши да пееш и како беше моментот на првиот твој настап? Имаше ли ти трема, имаше страв, се плашеше или не? Или едва чекаше да излезеш на сцена? Мислев дека сум многу голема тогаш и дека многу знам да пеам. Како и сите нови пеачи, јас така мислев. И се изнапеа, ама... Една песна само имав, а мислев дека кој знае колку сум веќе искусна во пењето. Интересно, мислам да сепак сум била дете. Супер, ајде да видиме второто прашање кој ќе го постави. Еве го, Никита, Палуна, ајде одиме еден по еден. Никита, повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, Кристина, сакам да те прашам дали е убаво да се биде пеач.
Па прекрасно, јас мислам дека сите што се во Супер Звезда знаат дека најубаво на светот е да се пее. Особено најубаво е да се биде пеач во Супер Звезда. Мене ми е многу жал што јас не сум била, немало Супер Звезда кога сум била мала. Или што неа направивме уште 10 години пред моментот кога почнавме. Да, и сега може ето уште да си пеам таму. Но тоа не значи дека сега, ваќе кога си голема, дека нема да можеш. Сега напротив. Да, можам да им се придружам, јас со задоволство. И да ни биде специјален гостин. Го чекаме моментот кога тоа ќе се случи. И ќе бидам, Еве го ветувањето, сега да знаете, драги гледачи, дека еден ден Кристина ќе застане на сцената со овие мали супер дечки и ќе им покаже како треба да се пее за да се стане голема и вистинска супер звезда. Имаме ли уште прашање за Кристина? Да, имаме. Луна, имаш ти? Здраво, јас сум Луна. Сакам да прашам Кристина дали имала на сите тетрадки петки. Еј, супер. Дали во школа во сите тетрадки ти става петки како што имаме и ние? Да. Кога бев ко вас, сите ми беа петки. Значи, до кога требаше? Да читам и многу сакав да учам, до кога требаше, сите ми беа петки. Сите беа петки, после имаше па некоја четврка? Па сега имаше, добро, по тоа кога требаше да има четворки. Имаше, ја кај сите добри наставници има петки, кај тие што беа полоши имав и четврки, секогаш беше тоа така. Нормално. Имаше ли ти омилен предмет, например, вака нешто, дали ти беше омилено во основно или понатаму и во средно училиште, кој предмет те влечеш? Ниги, значи како што кажав, и нормално им беше македонски омилен предмет. Браво. А кажи ми некогаш, дали освен тоа што си сакала да се бавиш со пеење како дете, може би си имала и желба да бидеш нешто друго, например, докторка? Да. Како и сите деца, нели и јас. Сакав да бидам се. Така што, например? Па сакав продавачка, да бидам докторка. Се што гледав околу, сакав да бидам. Едноставно, дали имаше убаво детство? Прекрасно. Уживаше во твоето детство? Да. Сите овие дечиња кои што се сега дојдени овде. Вакви убави места, значи вакви шарени игротеки, ама затоа имаше други работи и јас сум среќна што овие деца може да уживаат во вакви места. Така, меѓу другото, значи, денеска не само што те поканивме, бидејќи ти си голема звезда на нашата македонска естрада, те поканивме да бидеш гостин во нашата емисија, бидејќи и ти имаш учество на некој начин во оваа игротека, така ли? Да, значи, игротекава е наш мал фамилиарен бизнис, што значи дека многу децата што ќе дојдат тука ќе можат и мене да ме видат. Така, тоа е многу интересно, бидејќи од кога постои твојата љубов кон децата? Па не знам, јас мислам дека секој фин, добар човек сака деца и дека нема човек што не би сакал да ужива во едно вакво обкружување, шарено, позитивно. Со деца не може да е лоша и не може да има стресови, со нив може само да биде весело, вака од прилика, сите скокаат, кој што сака си правите. Да, супер, весело, шарено, значи, ова е местото каде што и ти се опушташ и каде што се релаксираш. Да, јас последниот месец и пол тука го пијам и утринското кафе. Така. Доаѓаат ли посетители, доаѓаат ли дечиња? Како е посетата? Има дечиња, има секој ден, доаѓаат тука неколку часа, си играат, после тоа доаѓаат тука, нели, нормално роден ден и да славаат, да си прават забави, родителите доаѓаат тука, седат, пијат кафе, читаат весници. Значи се потрудивме да местово го направиме на вистина еден мал рај за децата. Така, гледам овдека дека има едно прекрасно паркче, може ли да направиме на летна тераса овде па да скокаме и да играме надвор? Па јас се надевам дека веќе наскоро сите деца ќе може да уживаат во отворената игротека со најголемите, најубавите играчки, а родителите да го пијат кафето и своите пијачки надвор. Значи да не се затвараме овде внатре, туку баш да има една голема игротека на отворено со еден кафич. Така, кисела вода е прекрасна и една од најголемите населби во градот Скопје. Има, значи, многу деца, а малку вакви убави места. Јас морам да ти заблагодарам што дојде да ни ја развоиш населбата во која јас живеам. Значи, тука сум јас и мојата керкичка и да ти кажам дека наскоро и ние ќе ти бидеме гости. Баш ќе ми биде драго да ми бидете гости во секое време и мислам дека местово е прекрасно. Кисела вода е убава населба во која што има навистина многу деца. И сите тие дечиња кои што нели патувале подалеку за да си играат, сега баш и не мораат. Значи баш сме тука. Така. Ти благодарам. Ова е првиот дел од разговорот со Кристина Арнудова овдека во игротеката Мики Маус. Ќе направиме кратка пауза, потоа се враќаме во вториот дел со нова рунда и серија на прашања во кои што верувам дека исто и вие ќе уживате како што уживаме и ние во пријатниот разговор со Кристина. Одиме со пауза.
За оние кои што се вклучија подоцна денеска во игротеката Мики Маус, верували или не, наш ексклузивен и специјален гостин е Кристина Арнаудова. Е уште еднаш да пукна. Кристина, како си поминуваш денес со нас? Одлично, многу убав ден е денес. Ете, дуваше сега, сонце се појави, веројатно за тоа што ние сме така позитивни, па го викнавме сонцето на гости. Одлично е денес, навистина весело. Ете така, сега во ова место каде што сме доени може да видиме на многу интересна музичка направа, тоа е синтесайзерот, го синтесайзерот и гитарата. Сакам да ја прашам Кристина, дали компонира овде? Да, како не. Ете, последните неколку песни баш тука ги направи во игротекава. Стварно, новој синтесайзер? Да, ново. И тој исто така свири исто како сите нормални. Што е мал само, нели за деца, ама ети за возрастни. Еле, колку интересно. А може ли ние со Супер Звезда да искомпонираме една 5-6 песни овде, например, на брзина сега дека сме тука? Како не, баш додека сме тука, да не биде потрошено времето, ќе направиме неколку песни. Така, значи ова е таа музичка направа на која што се вадат неверојатни светски хитови, така ли е? Да, во право си. А еве го и микрофонот, ова е значи исто една многу интересна направа. Пееме ли на овој микрофон? Да, овој секогаш кога имам настап го земам со мене и одлично ми стои, мислам. Ќе купаме еден ваков и за татко ми, дека он пее. Да, да можеш да го поздравиш од мене. Така да, ќе земеме еден ист ваков да пробаме па да видиме може и него ќе му трне пење во последно време. Да не е зелен или плав, да не е розе, баш. Да не, да биде за машко. Супер, ќе направиме. Шега на страна. Кажи ми, Кристина, по колку часа поминуваш дневно во игротеката? Зависи од ден, дали имам слободен ден или имам некаков ангажман, дали сум во Скопје или сум надвор од Скопје. Кога сум во Скопје, кога немам обврски, обично доаѓам тука околу 12 часот, пијам кафенце, бидејќи тука се прави најубавото кафе. Барем мене ми е најубаво. Веќе има тука дечиња, се дружиме малку, после тоа, нели, излегувам и одам каде што имам обврски. Ако има навечер роден ден, јас сум слободна. Се појавувам на роден ден, малку има шок, како изненадување, односно баш сакам лично да му го честитам роден денот на Славеникот. Да, и јас да му го дадам поклонот од игротеката. Значи сонот на многу деца што им додат секој ден во игротека, во моментов ти се случува тебе и тоа ти го живееш секој ден. Убав ли еден таков живот да им порачаме на деца кои обожаваат игротеки да знаат сега дали е тоа убаво да се прави? Да, прекрасен е тој живот и мислам дека она што зашто сум сонувала јас кога сум била мала, сакам сега на овие деца да им го направам стварност. Јас знам дека на повеќето деца им е желба да ги запознаат луѓето од телевизија и затоа во игротекава по нивна желба, односно зависно на тоа на кој дете, кој пеач му е омилен, ексклузивниот поклон е CD од тој пеач, подпишано само за Славеникот, со постер и можеби понекогаш дури и присуство на звездата. Супер. Јас тоа сум го сакала најмногу кога сум била мала, кога гледав телевизија, пеачите кои гледав, бидејќи јас сакав да бидам пеачка, нели? Ми беше сон да ги запознам. Супер, значи следниот мој роден ден јас ќе го правам овде, Да кажеш кој сакаш да го викнеме како специјален, која звезда на пример? Па готово, да ја викнеме, значи Калиопи, да ја викнеме Каролина, да те викнеме тебе, да го викнеме Дарио. Може. И готово, значи ќе направиме опасна журка. Викнати, поканети, ќе правиме опасна журка сите заедно. Ето така. Сега ме интересира да те прашам, што све се нуди во игротеката Мики Маус? Има многу игротеки кои имаат разни понуди. Што све се нуди овде? Дали овде освен што се слават родендени, може да дојде родител и да го остави своето детенце да си поигра на пример на неколку часа? Услугите се, значи, има дневен престој за деца. Дневен престој, значи не целодневен, туку децата ги оставаат родителите на неколку часа овде, си играат. Може да се тука родителите, може да си заминат. Во последно време родителите остануваат и пијат кафе, читаат весници. Баш и на нив им е интересно, што ми е драго. После тоа тука се организираат нормално како и се во сите игротеки родендени, со најинтересни подароци од игротеката, со сокчиња од игротеката, со грицки, значи буквално да родителот апсолутно не се грижи за ништо. Зависно од возраста на децата се прават забави, дали ако се постари сакаат диско забава, клоун забава, Мики Маус забава, доаѓа Мики Маус, да, ги посетува тука, зависно кој лик го сака, тој им доаѓа тука. Има PlayStation катче кој што има 2 нови PlayStation и со 2 нови телевизори, со најубавите торти. Ме интересира, Кристина, а оние кои што слават овде роден ден, дали добиваат торта? Па секако дека добиваат најубавите торти. Со најубавите ликови, со барбики, со вин, со кој друг? Со знамиња, со Бетмен, Спајдермен. Сега не ми текнува какви све нарачуваат, ама тоа се многу убави торти.
Ме интересира кога се слави роден ден, дали е потребно да се оди на милион места и се јас да организирам сокови од тамо, грицки од друго место, торти од четврто место, музика од пето, клован од шесто, магионичар од седмо, или е доволно само да се обратам овде и се ќе биде тоа завршено? Нема потреба ништо тоа родителите да прават, кога доаѓаат тука апсолутно за се грижиме ние. Значи нема грижи за сокчиња, за возрастните, значи што ќе јадат, што ќе пијат децата, торти, апсолутно се е тука, и кловнови, и анимација, има тука прекрасни девојки кои што навистина пазиме да се грижат најдобро за децата. Значи овде во оваа игротека хигиената и грижата за децата се апсолутно на прво место. Јас кога влегов тука, значи и вработените кои што работат тука знаат дека сум малку строга по тоа прашање, значи тука мора игротекава да е аптека. Во тоа, значи, сите оние кои што сакаат дечината да ги донесат во игротека, аптека, можат да поделат овде, тоа игротеката Мики Маус ќе ви го возбужи сите тие техничко-хигиенски услови, норми и слично. Следното прашање за Кристина е колку родители, колку дечиња може да збере игротекава, дали има некој лимит во бројот? Обично за деца нема лимит, еве сега имаме закажано роден ден кои што ќе бидат 50 деца. Тоа е буквално, мислам, не е воопшто мала бројка, не е наивна бројка. 2 оделенија, например. Да, 2 оделенија. А родители, бидејќи кафетеријата е направена веќе како кафич, адаптирана за 50 возрастни, да може да се седат, да јадат и да пијат и да не се осеќаат како во игротека, туку да се чувствуваат како да се во ресторан или во кафич. Така. Оние кои што не знаат каде се наоѓа игротеката, како поточно можат да стигнат и како поточно можат да ја најдат? Игротеката се наоѓа на улица Михаил Чаков 7А, позади основното училиште Невена Георгиева Дуња во Кисела вода. Значи полесно не можеш. Така, да, полесно од ова не може. Веднаш против лезот на Невена Георгиева Дуња се наоѓа игротеката Мики Маус, или ако некој случајно овде поминува, може било кој дете да го праша кај е Кристина Орнудова и сите ќе покажат не онде. А веќе знаат, веќе сите комши и продавници, сите луѓе околу знаат. Да, ето така се знае кој е од сега па натаму главен во ова мало. Ева, тоа е оваа женска овде, драги гледачи. Благодарам. Дали родендените може да се закажат телефонски, например, јас сакам да сеам по телефон, обичен, мобилен, на кој број може да ве најдат луѓе? Бројот за закажување е 2778 и 072-666-061. На тие броеви, значи, можат во секој момент да најдат и да закажат роден, да дојдат, да ја посетат игротекава, да ја видат и вака да уживаат како овие дечиња денес. Сакам да те прашам, ние, например, јас, вака со дечињата, да усакам да се фотографираме. Има ли видео, има ли фотографии, има ли нешто, што се случува? Секој дете кој што доаѓа, кој што слави овде роден ден, доаѓа нормално и добива CD со 100 фотографии од роден денот. Да не се малку? Сето тоа е од нас подарок. Не се малку 100 фотографии? Па не знам, ја не мислам дека се малку. Тоа е еден огромен дебел албум, драги гледачи, ако земеме, ако значи го ставиме сето тоа во еден албум, ќе биде волку голем, дури поголем од мојот свадбен албум, а? И исто така морам да кажам, бидејќи јас многу сакам да се убави поканите, односно целиот рекламен материјал на Мики Маус, имаме најубави, апсолутно најубави покани во Македонија, кои што не личат на оние, не се обични ливчиња, туку се буквално најшарени најубави покани, со кои што децата се гордеат. Така, јас ги пипнав и ги допрев, и значи не станува веќе збор за некаква покана, него, драги гледачи, може гордо да се каже дека станува збор за невидена прекрасна разгледница, значи буквално така изгледаат и буквално само марка може да се залепи и да му се прати на оној кој што треба да ја добие дома. И значи тоа е едноставно меѓу другото и таков дизајн на покана кој не може да се одбие. Да, значи за дизајнот се нормално се грижеа луѓе професионалци, јас сум малку обседната со тоа, така да родителите кажуваат дека децата повеќе не ги фрлаат поканите, туку си ги чуваат. Значи поканите од игротека Мики Маус не се за фрлање, туку се за надзид. Така, за чување, за секогаш да се сеќаваме кога на некој наш пријател или на нас самите ни бил најубавиот роден ден во нашиот живот. Ќе направиме една кратка пауза, следачка, потоа се враќаме во третата рунда прашање и дискусија со Кристина Арнудова, да дознаеме уште некои работи кои што немавме шанса да ја прашаме во овој дел. Правиме пауза, драги гледачи.
Супер, заедете во оваа емисија со специјални гости во игратеката Мики Маус. Се надам, драги гледачи, дека се забавувате исто така добро како што се забавуваме и ние, а за тоа дока се супер задишките, кои вака еден по еден ќе ги прашам. Луна, како е овдека, кажи? Убава. Оние дечиња кои што не биле, што ќе им порачаш, да дојдат или да не доаѓаат овде? Да дојде. Да дојдат кога, уште денес или утре од Сабајла? А? Веднаш, драги гледачи, немојте да чекате, трнете и дојдете овдека да се забавуваме сите заедно. А оваа женска овде сега се вика Мила. Мила, кај си бе? Мила, како си помина ти денес овде? Добро. Дали си играш? Да. Ќе дојдеме во Мики Маус повторно? Да. Роденденот ќе го славиме ли тука? Тук. Има ли некој македонски пејач кој ти сакаш да го поканиш да биде гостин и да дојде специјално за твојот роденден овде? Еле. Елена, ја викаме Елена. Сакаш да дојде облечена во мини сукња или обична? А? Како и да биде, само да биде она, така? Да биде присутна, да. А сега ме интересира Луна. Ти има ли некој пејач кој што сакаш да го викнеш да биде специјален гостин на твојот роденден? Да. Кој е тој? Кристина. Кристина, а Матеј кого ќе го покани? Next time Кристина. Леле, супер. Одлично ќе ги викнеме и нив. Никого не си одбила до сега? Јас не. Евентуално ако пејачите се зафатени. Ако тие не може да дојдат, инаку на сите дечиња, значи им се... Дечиња си добиваат од нивните омилени пејачи потписи, CD-а, сликички и така. Баш ти кажа сега дека после разговоров треба да отидеш некаде. Каде ќе одиш? Да ги земам постерите од Елена Ристевска, бидејќи едно детенце за неговиот роденден ја посака посвета од неа. Значи и тие прифаќаат, никој вака нема одбиено. Не, зошто не би сакале, мислам, кој не сака да ги израдува децата. Најубав подарок, значи за секој роденден е она што децата го сакаат да го добијат, а тоа ти им го организираш. Значи, вашите омилени звезди не само што може да ги гледате и слушате на телевизија, него може да ги сретнете токму овде или бар да добиете постер или CD или DVD, нешто да, со посвета специјална за вашиот роденден. Колку дечиња има славен роденден до сега овде со оглед дека сте нова игратека? А со оглед дека сме нова, тук постоиме, мислам, ја земавме пред месец и половина, веќе доста. Можам да кажам сигурно околу 40 дечиња. Сигурно да, 30-40 дечиња веќе има славено тука роденден. Браво, па тоа е многу, значи има добар одзив уште во почеток. Па луѓето кои доаѓаат овде на роденден, после тоа скоро сите доаѓаат и закажуваат роденден. Им се допаѓа и мене ми е тоа навистина исклучително драго. Значи претходно го зборувавме, ама не го покажавме, сега седиме во оној дел за родители овдека. Тука најчесто седат мама, тато, баба, дедо. Да, сите што се поканети. Баби, дедовци доаѓаат? Доаѓаат, како не, најмногу. Млади баби, млади дедовци овде, така, и мајки и татковци тука. А дечињата си седат таму и тие можат да ги гледаат цело време, значи отворен е просторот, еве како што може да видите, просторот е отворен, родителите на едно место, дечињата на друго. Има во секое време некој што се грижи за нив, кој ги чува децата додека играат овде. Има две девојки кои што се задолжени само за тоа, додека децата се играат, тие се задолжени да ги анимираат, да се играат со нив, да смислуваат игри, да пазат да не нешто се случи со било кое дете и во секој случај да на децата им биде забавно. Супер. Ете, полека и доаѓа крајот на нашата емисија. Еве го Никита овде. Никита, доаѓаме ли во Мики Маус пак? Да. Кога ќе се вратиме пак? Во најскоро време? Каде ќе го славиме роденденот, Никита? Во Мики Маус. Да пукнеме, браво, супер. Одлично. Мојот роденден, како што претходно најавив, и јас ќе го славам овде. А Кристина, каде ти го славиш твојот роденден? Само да ми текне кај го славев последниот роденден дома. Дома беше. А сега овој кој што доаѓа, сега ќе славиш. Како дека тука ќе го прославам. Следниот ќе ти биде кој 14 или 15? Аз 16 години ќе полнам, да, следниот 16 роденден тука ќе го славам. Браво, готово. Ќе се дружиме овдека, значи. Јас ти благодарам многу што беше наш денесен гостин и што вака топло и срдечно не прими овдека кај тебе. Фала ви на вас, фала ви затоа што ми бевте гости. Морам да кажам дека одлично си поминавме денеска. Фала ти на тебе и на најгледаната емисија во Македонија и на најпрекрасните дечиња кои што се супер звезди. Фала ти многу. Дечки, како поминавте со Кристина? Убаво. Каква девојка е Кристина, кажете ми сега, вака кој ќе одиме негде, како ќе кажеме за Кристина, дека е добра или лоша? Добра. Ја сакаме или не? Да.
Ја гушкаме и ја бацуваме? Да, ајде, кој ќе ја гушне и баци за крај? Еве, гушкање, бацување, драги гледачи, тоа беше се во оваа емисија на Супер Звезда. Гледате колку многу љубов имаме и ние да ни дадеме, а и таа ни дава. Кристина Рудова беше денеска специјален гостин, фала ти многу уште еднашка што беше гостин. Се гледаме повторно во некоја наредна прилика, а нашите родендини од сега па натаму ги славиме заедно со тебе тука во игротеката Мики Маус. Фала ти многу, чао, поздрав, драги гледачи, се гледаме, чао, све најубаво.